Добър ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по француски јазик. Je m'appelle Biljana Načovski et je suis prof de français au collège Saint-Clément de Rite del Чево. Јас сум Билјана Начовски и сум наставник по француски јазик во основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Денешнава наставна единица е наменета за вас, ученици од 6-то одделение. Денеска ќе искажуваме афинитети кон училишни предмети. Што значи тоа? Тоа значи да кажете што е она што го сакате, што ви се допаѓа во училиште, односно кои предмети ги сакате или пак не ги сакате. Кои се очекуваните резултати? Тоа е секој од вас да може да искаже на француски јазик, значи што сака или што не сака од училишни предмети. А l'école on a des cours, значи во училиште сите ние имаме часови. Овде гледате еден распоред на часови и се представени неколку училишни предмети. Но да се потсетиме на неколку предмети кои што ги изучувате во училиште. Ајде да видиме, значи гледаме неколку фотографии и неколку изрази. Bonjour, bonjour, hola, hello. Значи, ова е на странски јазик, така ли? Значи, се работи за une langue étrangère, странски јазик. Ја наблюдуваме фотографијата, le français, предмет кој што се изучува во училиште, le français. Donc, on va continuer l'anglais, l'anglais. Гледаме неколку фотографии и на овие фотографии се представени некои работи кои што се учат по еден предмет во училиште. Кој е тој предмет, деца? La géographie. Браво, точно така. Одиме понатаму. L'histoire, l'histoire. Donc, on regarde quelque chose. 2 et 2 et 5, ça fait combien? Значи имаме сметање, геометриски тела. Кој е овој предмет, деца? Les mathématiques, или скратено, можете да го сретнете, les maths, les maths. Donc, c'est quoi ça? La technologie, la technologie. Ok, c'est quoi ça? Што е ова? La biologie, la biologie. На кој предмет цртаме во училиште, деца? Le dessin. Точно така, браво. Le dessin. On écoute de la musique. On apprend de la musique aussi. La musique. La musique. Donc, on fait du sport. C'est le sport. Le sport. Qu'est-ce que tu aimes à l'école? Го наблюдувате прашањето. Ова прашање, значи можете да му го поставите на вашиот соговорник, кога сакате да го прашате што сака или што му се допаѓа во училиште. Qu'est-ce que tu aimes à l'école? Moi, j'adore le français. Moi, j'adore le français. Со црвено е забележано j'adore и ова значи јас обожавам. Јас обожавам француски јазик во овој случај. Moi, j'aime le sport. J'aime le sport. Повторно гледате j'aime и ова значи јас сакам или мене ми се допаѓа. J'aime les maths. C'est génial. Сакам математика. Тоа е генијално, тоа е извонредно. Имаме прашање, значи рековме qu'est-ce que tu aimes, значи што сакаш или што ти се допаѓа, додека qu'est-ce que tu détestes à l'école, значи што не ти се допаѓа или пак што помалку ти се допаѓа во училиште. Сега гледаме два различни одговора и две фотографии и по самите фотографии веќе забележувате дека се работи за две различни ситуации, односно кога сакате нешто, кажувате j'aime, за тоа зборува и самата фотографија, je déteste, значи јас мразам или јас не сакам. Овде се наброени неколку предмети и вие може да изберете некој од нив и да кажете за вас лично што сакате. Например, j'aime le français et le sport, j'adore la musique, но можете да кажете je déteste l'histoire, je déteste
la géographie, односно да си ги кажете вашите афинитети или вкусови кон училишните предмети. J'aime l'espagnol. Јас сакам шпански јазик и moi aussi j'aime les langues étrangères. И јас исто така ги сакам странските јазици. C'est super! J'aime le sport, la musique et le dessin. Et toi? Moi, j'aime l'école, mais j'adore la mode. Имаме одговор, значи, на ова прашање. Voilà mes copines, еве ги моите другарки и да видиме што сакаат тие. C'est ma copine Michelle, elle aime le dessin. Уште еднаш, ученици. C'est ma copine Michelle, elle aime le dessin. C'est Sophie, elle adore la musique. Voilà, c'est ma copine Anne, elle adore le français, mais elle déteste le sport. Je déteste l'histoire, la géo, les maths и значи по самата фотографија гледаме дека искажуваме дека нешто не го сакаме, односно не ни се допаѓа во училиште. Значи тоа го правиме на следниот начин. Je déteste, значи го употребуваме глаголот détester во прво лице еднина. Сега имаме 3 фотографии и по самите фотографии можете да разберете за што се работи. На првата фотографија, значи, означува дека сакаме нешто, на втората дека обожаваме некој училишен предмет и на третата фотографија дека нешто помалку ни се допаѓа или не го сакаме воопшто. Тоа се изразува на следниот начин. J'aime, јас сакам, j'adore, јас обожавам, и je déteste, јас мразам или јас не сакам. Вие подоцна ќе учите и за одречна форма и ќе видите дека тоа може да се каже и на друг начин на француски јазик, но сега ова е сосема доволно за вас. Сега ги наблюдуваме фотографиите. Гледаме дека во облачења се запишани неколку реченици на француски јазик. Што треба да направите? Сега, овие фотографии треба да ги придвижиме кон фотографијата на која одговараат. Значи имаме je déteste le sport, je déteste l'histoire, j'aime la musique, j'adore l'anglais, j'aime les maths et je déteste la cantine. Ајде да видиме. Je déteste le sport, точно така, оди кај оваа фотографија. Ајде да видиме j'adore l'anglais. Дали ќе оди кај првата или кај втората фотографија? Кај првата, точно така. Ајде j'aime la musique. J'aime la musique, што значеше ова, ученици? Значи јас сакам музичко или ми се допаѓа музичко. Оди кај првата фотографија. Одиме понатаму. Je déteste l'histoire. Браво, j'aime les maths, оди кај првата фотографија и последното облаче je déteste la cantine, оди кај втората фотографија. Точно така, значи j'adore l'anglais, j'aime la musique, j'aime les maths, потоа je déteste le sport, je déteste la cantine et je déteste l'histoire. Овде имаме едно представување кратко на француски јазик, затоа што нели сте 6 одделение, немате учено голем фонд на зборови. И во овој краток опис точно се искажуваат вкусови кон училишни предмети или афинитети, што е она што повеќе го сакате. Да го прочитаме. Salut, je m'appelle Henri, je suis de Paris, je suis français, j'ai 11 ans, je suis en 6e, je suis fan de Ronaldo. J'adore l'école. J'aime le français, les maths et les sports, mais je déteste l'histoire. J'ai des copains. Mon copain Nicolas aime l'anglais. Ma copine Anne adore le dessin. Mon copain Paul, il aime le sport, mais il déteste la musique. Et toi, qu'est-ce que tu aimes?
Значи, имам и прашање на крајот кое што се однесува лично на вас. Хајде заедно да ги најдеме глаголите со кои што се искажуваат афинитети кон училишни предмети, деца. Да набљудуваме. J'adore. Точно така. J'aime. Понатаму. Je déteste. Nicolas aime. Ma copine Anne adore. Il aime le sport. Il déteste la musique. И на крајот во прашањето qu'est-ce que tu aimes? Значи овде ги имате овие глаголи во сите три лица во еднина, значи и во прво, и во второ, и во трето лице еднина. Ние спомнавме нешто за сегашно време и мислам дека тоа ви е јасно. Значи, ова кратко представување ќе ви помогне многу во подготовка на домашната работа, затоа што вие треба на истиот начин да се представите на француски јазик, со тоа што ќе ги скажете вашите афинитети кон училишни предмети. Мислам дека наставната единица е јасна, дека ова е лесно, веќе ќе можете да кажете на француски што сакате, што обожавате или што не сакате. Et moi, j'aime le français. J'adore le français. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir.